Господине Дамески, најпрвин да ви ги честитам божикните празници, новата 2014 година, да ви посакам да ви биде уште поуспешна од претходната 2013 година и во оваа емисија сакам да ве прашам со оглед на фактот што вие од понов датум се вклучивте во овој состав на македонскиот парламент по трет пат како пратеник од Прилеп, па кажете ми од вашите согледувања, прво, како се вклопивте во старо-новата средина и пошто ќе ја запаметите 2013 година од тој аспект, од аспект на пратеник од Прилеп во македонскиот парламент? Благодарам најнапред за поканата и би сакал да искористам прилика да честитам новата година сите гледачи на канал Визија, да им честитам божичните празници и се надевам дека 2014 година на сите нас ќе ни донесе многу поубави моменти и ќе биде многу подобра во секој аспект во споредба со 2013 која веќе е зад нас. Во однос на вашето прашање, лично моје видување дека 2013 сепак беше една доста успешна година. За мене лично се остварија доста мои очекувања. Тука пред себе ја спомнал победата на локалните избори и моето повторно враќање во парламентот, значи веќе од мај месец сум повторно член на парламентот. Во однос на тоа како се вклучив во новата средина, односно на новата средина, па искрено не беше, би рекол, едноставно, бидејќи сепак се работеше за еден во најголем процент нов состав на луѓе. Ми требаше малце време, велам, да се запознаеме, да видиме како функционираме. Да, али сепак велам, си ја знам добро својата работа, своите обврски и мислам дека во овој период одговорив максимално на сите обврски што ги имав како пратеник и дека сите заедно, особено пратениците кои сме од владеачкото и мнозинство, успеавме со нашата работа, со нашето лобирање да направиме доста, да успееме да се реализираат многу повеќе проекти за нашиот град. Во однос на земјоделието како тука најмногу ве препознаваат. Да. Факт е, нашите сограѓани се разбира дека земјоделието е вашиот прецересор, каде што најмногу, значи имате дадено свој придонес и кога има некаков проблем, обично првиот асоцијативен момент е на вас како пратеник. Токму затоа, значи тука ете во земјоделието, како ја оценувате 2013? Па, драго ми е што луѓето во најголем дел ме препознаваат, велам, како човек близок до земјоделците. Така ми беше и мојата работа, велам, јас излегов од тие кругови во политиката со основна цел и надеж дека ќе успеам во одреден сегмент да им помогнам на македонските земјоделци, особено на земјоделците од Прилеп, и после ова дистанца од, би рекол, 7 години, како сум веќе во политиката, можам да кажам дека на почетокот воопшто не очекував дека ќе дојдеме до овај момент, до олку многу средства буџетски да се одвојуваат за земјоделците. Ако знаеме дека до 2005 субвенциите беа нешто непознато во Македонија, дека изнесуваја само 5 милиони евра, кои ако се поделат на секој земјоделец, значи тоа е премали финансиски средства, премала помош за секој земјоделец и очекував дека ќе успееме, велам, да се зголемат тие средства, меѓутоа дека ќе дојдеме до буџет каде што за земјоделците се предвидени 140 милиони евра, значи не верував ни јас. Да. Со сите овие години со една ваква помош на земјоделците, мислам дека полека веќе првите резултати се гледаат. Резултатите се гледаат во правец на зголемено земјоделско производство, значи колку и да сака опозицијата да ги минимизира инвестирањата во земјоделието, колку и да сака да каже дека
субвенциите имаат само социјален аспект за смирување и подобрување на социјалната состојба на земјоделците, сепак ја мислам дека во еден голем дел, голем процент од дадените субвенции кај земјоделците го постигнаа својот резултат. Значи се зголеми производството, се зголеми извозот на земјоделски производи, се зголемија преработувачките капацитети во земјоделието, во конзервната индустрија, значи скоро нема сегмент каде што не се осеќа веќе подобрување. Се врати довербата кај земјоделецот практично, дека може од таа грака да се Значи и од тој аспект верувате дека веќе имаме обратен процес на миграција. Значи, голем дел од луѓето кои дојдеа во градовите, барајќи вработување, барајќи екзистенција, сега видоа дека ако се вратат на своите имања, на напуштените кујки и ниви, дека имаат многу поубава екзистенција, многу попристојно се живее од работа во земјоделието, отколку да се чека работа во градот и да се чека социјална помош. Во тој аспект би сакал да напомнам дека многу се направи и во правец на набавка на земјоделска механизација, бидејќи децении наназад се немаше купено нити нов трактор, нити нов комбајн, нити придружна механизација во земјоделието, и сега благодарение на овие програми кои се планираат со буџетот, особено со онаа програма позната кај земјоделците Пола-Пола, каде што државата финансира 50% од инвестицијата, и ова програма е наменета исклучително за набавка на земјоделска механизација. Верувате дека нема село во Македонија каде што не се набавија 30-40 трактори, каде што има скоро во секој село имаме нов комбајн и безброј велам придружна механизација која што е она потребно, што е потребно за да се олесни работата на земјоделците и да биде земјоделецот да биде многу поефикасен, бидејќи вие ако имате нов трактор, адекватен трактор, значи многу полесно, поквалитетно ќе обработите земјата и со самото тоа и приносите ќе бидат многу подобри. Овдека би сакал да нагласам, значи, дека за 2013 година во најголем дел веќе сите субвенции се исплатени. Има одреден процент што се уште не е исплатен и се надам дека наскоро, значи на почетокот на 2014, значи сите оние земјоделци кои се уште ги нема добиено своите средства, дека ќе ги добијат. И да нагласам дека дали тоа значи дека има пари во буџетот за да се доисплатат субвенциите, дали се за сточарство, за земјоделство, раноградинарски производи, зависи каде не се доисплатени? Апсолутно. Значи и покрај тоа што светската економска и криза, значи се уште не е замината, би рекол, значи се уште е актуелно и нејзините последици се уште се осеќаат. Значи средствата во буџетот наменети за земјоделците, средствата во буџетот наменети за социјалната помош, средствата во буџетот наменети за пензиите, за платите на јавната администрација, значи се секогаш навремено исплатени, значи се нема воопшто случајно да се закасни со исплата на сите овие групи на граѓани и верувајте дека и покрај потешкотиите кои се објективни, значи во полнењето на буџетот ова влада најде сили, најде начин, најде финансиски средства, значи сите овие целни групи, сите овие граѓани, значи да бидат навреме исплатени. Значи истото се однесува, значи и на земјоделците, доколку има тој процент е многу мал, значи доколку нешто не е исплатено од субвенциите за 2013 година, значи ќе бидат исплатени. Ние сме прилепчани, Прилеп е препознатлив по тутунот. Вие многу добро ја знаете таа состојба како е, откупот на тутунот е во тек, се појавија одредени недоразбирања, проблеми и така натаму во стартот, што може би во некоја рака и очекувано, обично така оди секогаш почетокот на откупната кампања. Меѓутоа, сепак, како
вие гледате на сето ова, како ќе заврши откупот, дали ќе се постигне она што вие како влада, како министерство, како пратеници им го ветувате на вашите сограѓани, дека сепак тутунот останува една култура која што вреди да се обработува со оглед на тоа што може и да се заработи. Најнапред би сакал да потенцирам дека навистина ми е драго што со нашето залагање како политичар од Прилеп успеавме еден голем процент од субвенциите намените за земјоделците да завршат во џебовите на тутунарите. Значи, она субвенција од 60 денари по килограм предаден тутун, односно 1 евро по килограм предаден тутун, го зафаќа еден добар дел од целиот колач кој се дели од страна на државата и ги уверувам, значи, сите тутунопроизводители, сите тутунари да немаат никакви двојби, да немаат никакви стравувања дека ќе дојде до намалување или, не дај Боже, укинување на субвенциите. Значи, бидејќи се шират лажни шпекулации, значи дека еве сега ќе се укинат субвенциите за тутун, значи додека ова политичка гарнитура е на власт, значи ги уверувам дека сите тутунари дека може само да дојде до зголемување на субвенциите, а никако до намалување или укинување на субвенциите за тутун, без оглед на европските политики во однос на оваа култура. Значи ние сепак како земја која се уште не сме полноправна членка на Европската унија, значи ги немаме тие обврски да ги спроведеме во нашите земјоделски, во нашите аграрни политики. А просечната откупна цена со оглед на тоа што најмногу тутунарите реагираа на незе, барем сега во стартот, дека не е соодветна на онаа што беше во изминатите 2-3 години. Значи, факт е дека почетокот на откупната сезона за реколтата 2013 има проблеми, има одредени проблеми, свесни сме за тоа. Бев јас на терен, ги посетив голем дел од откупните пунктови и реакциите на тутунарите се оправдани. Што направивме како држава? Значи, производството и откупот на тутун е регулирано со закон, каде што секоја функција на секој учесник во тој процес е строго дефинирана. За жал, значи, тутунарите веќе имаат подпишано договор за производство на тутун, имаат подпишано договор со кој се согласуваат со класите кои се предвидени и имаат исто така во тој договор е напишана и цената на класите. Значи тој договор е напишан веќе во март месец и тука за жал ние како држава не можеме ништо воопшто да делуваме или нешто да измениме, бидејќи се работи, значи, за договор помеѓу две страни, откупните предпријатија, значи монополите и тутунопроизводителите. Но вие можете преку инспекторатот да действувате? Ние што можеме, што ни дава законот, значи, можност, и тука што направивме на измени. Значи, први воведовме на откупните линии да има представник од тутунските здруженија. Значи, тоа се оние проценители кои ги даваат тутунските здруженија, кои се платени од тутунопроизводителите. Значи, сакам дека да нагласам дека тие проценители од страна на тутунските здруженија ги плаќаат тутунопроизводителите и тие се таму да ги штитат интересите на тутунопроизводителите. Значи, ги повикувам, значи, сите тутунопроизводители, доколку има проблем при откупот, доколку мисли дека проценката на тутунот не е адекватна, дека се оштетени, значи да реагираат, да го стават тутунот на линија и постои, значи, второстепена комисија која доаѓа, значи второстепена комисија која е со членот од владата, членот од тутунските здруженија, кои се прави, значи, накнадна проценка на квалитетот на тутун. Со цел да бидат задоволни страните. Овдека, значи, би сакал еве малце да го објаснам и суштината на проблемот што се јави, бидејќи во изминатите 2 години немаше никаков проблем во откупот на тутун, немаше реакција на тутунарите, меѓутоа и самите тутунари, ако се објективни, значи, ќе признаат дека се гледаше низ прсти во однос на квалитетот на тутунот. И понекогаш, значи, она што било втора класа одело за прва класа, она што било трета одело за втора, и меѓутоа тоа беше на задоволство на тутунопроизводителите. Монополите
значи тоа доброволно го правеа и ние како држава значи воопшто не реагиравме на таа појава. Меѓутоа годинава значи имаме малку поинаква ситуација. Поинаква ситуација, поголемо производство на тутун, поголема понуда и знаете, значи пазарните услови се секој, значи чим е понудата поголема, значи побарувачката е малце построга, значи сега се проценките се доста построги и би рекол во обратен правец, значи ако е измеѓу прва и втора класа, секојаш оди во втора класа и од тука доаѓа на незадоволството и револтот. Иако моите сознанија се дека до сега се откупени негде околу 10 милиони килограми на тутун со просечна цена од околу 156 денари. Искрено моите очекувања беа дека ќе биде цената дека ќе биде повисока, поголема, меѓутоа и оваа цена верувам дека ќе оди нагоре, бидејќи најквалитетниот тутун значи се уште не е предаден. И дека ќе дојдеме пак негде до некоја цена од измеѓу 170-180 денари, со дополнителни 60 денари субвенции, дека сепак ќе биде во најголем дел ќе биде задоволително. Во интерес на времето, само и уште да ми кажете за крај, во 2014 година, како пратеник од Прилепа, рековме вашата специјалност е земјоделието, каде мислите да го ставите акцентот на вашето дејствување во парламентот, како пратеник, значи, а да им помогнете на вашите сограѓани, на прилепчани? Па и седно дали се тутунопроизводители или не. Да. Значи, во однос на тој сегмент, значи, од моја страна ќе направам се овие предвидени буџетски 140 милиони евра навремено да бидат исплатени, навремено да завршат кај правите земјоделци, со што ќе им се помогне многу полесно да ги поминат сите финансиски потешкоти кои ги имаат, бидејќи знаеме дека земјоделието е гранка каде што треба прво да инвестирате, па дури потоа да се надевате на некоја добивка. И мој предизвик ќе биде да го решиме едно од најгорливите прашања за нашиот град, тој е Тутунскиот комбинат. Се надевам дека најавените преговори и најавениот инвеститор Филип Морис во Тутунскиот комбинат ќе се реализира во 2014 и на задоволство на прво на сите преку 1000 вработени, меѓутоа знаеме дека не се само тие 1000 вработени, дека уште голем број на наши сограѓани зависат од Тутунскиот комбинат и дека еднаш веќе ќе ставиме крај на голготата на овај некогашен македонски џин. Јас ви благодарам за гостувањето. Посакувам во 2014 година ова што и вие го посакувате, навистина и да го реализирате, од причина како што велите и вие, бидејќи тоа е во интерес на сите нас, на сите граѓани на општината, па да не речам, кога се работи и за тутунопроизводството и за Тутунскиот комбинат, за целата држава тоа е битно. Уште една, значи, се најубаво во новата 2014 и многу успехи на професионален и на приватен план. Благодарам.